Со повеќе активности во државата е одбележан денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Кирил и Методи се запаметени како словенски апостоли кои го создале глаголското писмо, односно првото писмо на словените. Во Куманово во изминатиот период беа организирани повеќе настани поврзани со делото на Кирил и Методи, меѓу кои и конкурси и културни програми во кои учествуваа ученици од повеќе основни и средни училишта. Можам да кажам слободно дека од лани или пред 2 години почна некако да се обележуваат овие наши значени денови. До тогаш јас барем колку се сеќавам имаше долго време затишје како незаинтересираност за сите тие настани кои што би требало на нас како еден народ да ни значат. Сега почна да се организираат настани во чест на тие празници. Во пред неколку дена имаше обележување за Нечискиот дом, имаше распишено конкурс со Сдружение на просветни работници за видеозапис кој што го подготвуваат учениците со тематика поврзано со делото на Кирил и Методи. И имаше доста голем одзив, повеќе од основно средно училиште не толку многу, што значи ипак кажува дека младите не се баш заинтересирани, зошто не знам, можеби е тоа и до самите професори колку ги мотивираат учениците да имаат све за тоа што значи овој празник за нас. Претходно го обележавме и ден на македонскиот јазик во исто за Нечиски дом. Тоа беше во организација на, мислам дека беше општина Куманово и беа поканати сите училишта, основни и средни. Тука имаше навистина голем одзив, што ми беше многу драго, изненадувачки, но драго. И она што ми беше симптоматично кога им кажав на луѓето, пријателите, па и колегите, дека почесен гостин со својата беседа ќе ни биде Оливера Ќоверзировска, тие ме гледаа немо. Очигледно дека не знаат која е таа, таа пред некој ден ја прими наградата за роман на годината, за романот Три Марии, и е една од најпопуларните писателки современи во Македонија, што е наважна наша сограѓанка Кумановка, меѓутоа луѓето не знаат за неа. Така што тоа доволно кажува колку ние ги познаваме, прво нашите културни вредности и колку ги почитуваме. Но, еве се надевам дека тоа ќе продолжи, што почна некои организации да го организира, дека ќе продолжи да стане како традиција. Ние треба да сме свесни дека јазикот е нешто што се менува, дека животот носи постојано некои промени и ние мора да ги примаме и преку речникот, меѓутоа јас забележувам дека го осиромашува нашиот јазик и има една заблуда кај младите луѓе дека нашиот македонски не е доволно богат, па тие мора да употребуваат странски јазици, односно зборови, меѓутоа тоа не е точно. Мислам дека многу повеќе тие не го познаваат нашиот јазик, ниту пак сакаат да го запознат, за да нема таква предрасуда во однос на странските јазици нашиот. И англизмите нормално дека се присутни преку модерната технологија, ама тоа не значи дека немаме ние македонски зборови за тие сите странски зборови, кои што ги употребуваат се повеќе и повеќе и некако станува тој јазик неразбрив за обичните луѓе, затоа што нашиот јазик го зборуваат сите од секоја возраст говорители. Ама ова е повеќе тренд кај младите, посебно младите кои се вклучени во некакви американски организации или од Западна Европа, па мора да го зборуваат англискиот, ама тоа е повеќе американски, не англиски, па некакви здруженија, па некакви проекти, или пак овие кои што се вработени сега во новите фирми, американски фирми. Воопшто проспектите кога ќе ги прочитате упатство некакво или што е да прочитате, па и некаков портал за нешто што е ново кај нас, па 50% се англизми од зборовите. Тоа не може секој да го разбере, мислам дека нема потреба таков речник да се употребува. Како да е модерно тоа, ама неправилно. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Општинскиот совет за превенција од детско престапништво во деновите на матурските прослави на сите средни училишта успешно ја реализираше превентивната кампања под мотото Безбедно слави го успехот. Од Одсекот за превенција информира дека акцијата била позитивно прифатена од матурантите, со кои во изминатите 4 години континуирано соработувале преку работилници, трибини и едукативни предавања, како и спортски
спортски и културни настани. Позитивни реакции пристигнале и од наставниот кадар, која поздравил ваквата иницијатива и присуството на полициските службеници во близина на угостителските објекти, информираат надлежните од одсекот за превенција. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска организираше прием за најдобрите ученици и наставници по физичко образование од општинските основни и средни училишта, кои освоија голем број награди на државни првенства во индивидуални и колективни спортови. Учениците се надпреваруваа во повеќе спортски дисциплини во женска и машка конкуренција, кошарка, ракомет, одбојка, футсал и атлетика, со поддршка на Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово. Во сообраќајна незгода вчера биле повредени 4 лица, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Според полицијата, незгодата се случила на крстосницата од булеварот Трета македонска ударна бригада и улицата ЈНА помеѓу патничко возило Volkswagen Golf, управувано од 24 годишна жителка на Романовце, и мотоцикл Кавасаки, управуван од 24 годишно момче од Черкези. Како што додаваат од полицијата, потоа патничкото возило Golf удрило во патничко возило Citroen со кумановски регистарски ознаки, запрено од 43 годишен кумановец. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, а со телесни повреди се здобиле возачот и сопатниците од Голфот, констатирани во општата болница Куманово. Извршен е увид од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Во организација на Сдруженијето на Срби насловено Мир, слога, стабилност, изминатиот викенд во Куманово се одржа собир за поддршка на председателот на Република Србија Александар Вучиќ. Собирот започна на градскиот плоштад, од каде што присутните се упатија кон српскиот конзулат кај кружниот тек на булеварот Трета македонска ударна бригада. Под слоганот Србија победува, учесниците истакнаа дека со собирот сакале да изразат поддршка за политиките на српскиот председател и за, како што наведоа, развојот што Србија го постигнала во изминатите години. Според членови на Сдруженијето, најголем дел од присутните се припадници на српската заедница во Македонија, но дека на собирот имало и македонци кои ја поддржуваат политиката на Вучиќ. Во организација на јавното предпријатие Чистота и зеленило изминатиот викенд се спроведе акција за собирање на кабаст отпад на 3 локации во Куманово, во населбата Гоце Делчев кај Кушеви, во населбата Иго Тричковиќ кај основното училиште Христијан Карпош и во Бедиња кај основното училиште Толи Зордумис. Надлежните најавуваат акции за собирање на кабаст отпад на секои 2 седмици на различни локации. Во Центарот за култура утре вечер ќе гостува ансамблот Трио Академико, препознатлив по изведба на дела од македонски композитори, информира Александар Митрички, раководител на Младинскиот оркестар. Митрички ги најави следните активности на Младинскиот оркестар при Центарот за култура. Како Младински оркестар ќе одржиме еден концерт на нашето плато, и каде што заедно со некои пејачи од македонската поп сцена и фолк сцена ние ќе бидеме како нивна придружба, ќе одржиме еден убав концерт за кумановци, мислам дека ќе уживаат сите. Концертот ќе биде јуни-јули, ќе видиме кој ќе биде датумот, ќе ги известиме нашите гледачи. Меѓутоа, како Центар за култура имаме убави активности во јуни и во мај и во јуни. Штом се вратиме од фестивалот во Тирана, ќе ни гостува Трио Академико на 27 во нашата установа. Трио Академико е познато трио кое што ја негува класичната музика и македонските композитори. Например, тие ќе изведат дело од нашиот композитор Гоце Гавриловски, кој е мој професор и композитор на факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Потоа имам чест да ја најавам и операта за деца на 2 јуни, кој што во Скопје се игра доста долго и навистина има за цел да ги едуцира и да ја запознае најмладата публика со оперската уметност општо и со сите атрибути и елементи на операта преку ликови од шумските животни, како што се бувот, лисицата, зајакот, мечката, и така да ова ќе биде интересно збиднување и за родителите и за дечињата, меѓутоа и за оделенските наставници кои што своите дечиња ќе ги донесат во нашата установа.
4 медали освои пливачкиот клуб Немо на меѓународниот пливачки надпревар Орион Куп 2026, кој се одржа на 23 и 24 мај на Олимпискиот базен во Скопје. Од клубот информира дека најуспешен бил Желјко Младеновски, кој освоил 2 сребрени медали. Успешен настап имала и Мија Додевска, која се закитила со 2 бронзени медали.